Енергетската сиромаштија пред се прашање на енергетската ефикасност и на квалитетот на домувањето. Значи, долгорочното решение за енергетската сиромаштија го наоѓаме најмногу во подобрување на квалитетот на стамбениот фонд. И затоа енергетската сиромаштија со нејзиното решавање решаваме и други проблеми. Решаваме проблеми за општо како го организираме просторот, како ги организираме градовите, унапредувањето на квалитетот на животот на сите нас. Има многу решенија за енергетската сиромаштија во смисла на енергетска ефикасност, ги знаеме тие, во 3 домена се. Значи, подобрување на ефикасноста, термалната ефикасност на домовите. Во Македонија, тоа значи во голем дел и самото унапредување на стамбениот фонд, кој ќе погледнеме наоколу колку недостасуваат фасади, прозорци и така натаму. Исто така значи, и тука исто нели кровни конструкции и така натаму. Исто така значи подобрување на системите за грејење или ладење. Во голем дел во иднина треба да се ориентираме кон системи кои што не се зависни од фосилни горива и кои што се ефикасни. Исто така во голем дел, значи трети елемент тука е подобрување на целиот оној фонд на уреди во домакинствата, значи телевизори, секакви други уреди, апарати за домакинство кои што знаат да бидат доста стари и самите по себе користат многу енергија. Во сите тие 3 домена потребна е поддршка на сите домакинства, но посебно на ранливите домакинства, за да се подобри квалитетот на сите тие 3 елементи, значи на стамбениот фонд и на користењето на енергија. Тука основна улога има државата и државата треба тој процес да го организира. Краткорочната помош во смисла на директни субвенции, намалување на сметките на енергија, социјални трансфери е добра работа, но таа не може долгорочно да го реши проблемот на енергетска сиромаштија. Потребни се политики кои што фундаментално се однесуваат кон овие 3 елемента. Многу е битно да се слуша, да се консултираат оние што се најмногу засегнати. Во таа смисла, решенијата како енергетски задруги, например, превземање на сопственичките односи во енергетскиот систем во локалната самоуправа, каде што самата локална самоуправа подобро знае за што станува збор и како да се решаваат тие проблеми. Развивање на по-сеопфатен систем на социјална заштита, што е интегриран со системот за здравствена заштита, што е интегриран со системот на следење на сметките на корисниците од енергетските компании. Значи, тоа се најразлични решенија кои што може да придонесат и за енергетската, тоа што го велиме енергетска демократија и вклучување на домакинствата во процесот на одлучување и во системот за поддршка на решавање на енергетската сиромаштија.